Земјоделците да започнат да ги искористуваат субвенциите кои ги дава владата и конечно да го осигураат својот род. Ова беше пораката која денеска заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски им ја пренесе на жителите во општина Долнени, кои беа погодени од невремето во кое беа опфатени над 500 хектари, најголем дел засадени со тутун и жито. Костадиновски рече дека не може да даде ветување дека ќе се одделат дополнителни средства за обештетување, бидејќи државата покривала 60% од осигурувањето на родот. За 1 декар земјоделска површина посеана, насадена со тутун, државата, владата преку програмата за субвенции помага преку исплата на износ од околу 750 до 800 денари, значи во 60% од цената на чинење на полицата за осигурување, на осигурувањето на тутунот, а трошокот на земјоделецот е некаде околу 400 до 500 денари. Исто така и останатиот дел има и кои што се занимаваат со житарици и исто така и некои од нив кои што си го осигурале посевот, искористиле можноста за да полица од околу 1000 денари платат само 400 денари по хектар, а останатиот дел од до 1000 денари, од износ од 600 денари, го покрива програмата. Костадиновски истакна дека ќе им излезат во пресрет и на оние земјоделци кои имаат нерешени имотно-правни односи за своите ниви и кои поради тоа не можат да го осигураат родот. Тоа што претходно не го осигурувате тутунот, веќе со години назад државата дава субвенција. Тоа е грешка наша. Можам тоа фактички да го кажам и пред камера. Привилегии имаме и проблеми. Вака некој земаме речи земјиште со закуп, па луѓе плаќаме кирија, не ни прават доволно закупи, затоа не можеме да ги гураме преку компаниите. Од општина Долнени пак денеска ги повикаа земјоделците до петок да ги пријават своите штети. Заради големиот обем на работа, локална самоуправа Долнени формира, по принцип се формира една комисија, општина Долнени формира 2 комисии, се со цел со време да се излезе во пресрет на барањата на граѓаните за обештетување на нивните посеви. Исто така, владата ќе им помогнела на земјоделците при изработката на проекти за апликации во ИПАРД програмата за поставување на заштитни мрежи од град. Тутунарите од Долнени пак велат дека родот на тутунот во општината годинава ќе бил намален за 30 до 40% и истакнаа дека решението за осигурувањето на тутунот го гледаат само ако во тоа се вклучат и откупните компании. Осигурање во Долненска општина нема ни еден договарач. Бидејќи многу луѓе има пред 2 години осигурано, а тие компаниите не могат да на лице место за проценка. Веќе не могат да на лице место на проценка, вика 60% вика владата нас не ни плаќа. Вие другари не сме дошли на проценка на тутунот да процените, па после да ги парите да ги барате од владата. Ние помош без фирмите, компании што се Тутунски комбинат, Битола, Алијанса, Срумица да застанат за осигурување со било компании, дали ќе биде Вардар или ќе биде некоја друго, не е битно. Со нив заеднички и ние тоа како договарачи и од владата ќе бидеме задоволни, и од фирмите, и од самиот себе. Од Министерството истакнаа дека земјоделците својот род можат да го осигураат во осигурителните компании до месец август.